така во второто вклучување на лице место ве поздравуваме од продавницата Копче, која што се наоѓа во центарот на Скопје, иако станува збор на прв поглед за вообичаена продавница како и секоја, сепак не е така, станува збор за продавница со хумана мисија, односно со секој купен предмет токму од оваа продавница. Истиот предмет има двојно значење за оној кој што го купил, но воедно и за друг на кој што навистина му е потребен, со оглед на тоа дека со самото купување се врши на некој начин и донација. Повеќе детали за хуманата мисија на оваа продавница во продолжение слушаме од мојата денешна гостинка Кристина Алексовска. Да и посакаме добро утро. Добро утро да сите гледачи на Тренската програма. Оваа продавница постои од 2018 година. Каква хумана мисија се спроведува од тогаш па се до ден денес? Па хуманата мисија која што ние ја спроведуваме е да им помогнеме на граѓаните, на лицата кои што се со ниски приходи, сите кои што сакаат да најдат уникатно парче на облека, да купат некое парче по ниски цени, да дојдат и да ја посетат нашата продавница Копче. Копче функционира, како што кажавте, од 2018 година како социјално претпријатие, исто така лицата кои што се вработени се лица кои што се во одреден социјален ризик. Продавницата е отворена за сите граѓани кои што сакаат да донираат или да купат нешто. Каде може да донираат сите граѓани кои што сакаат да помогнат? Дали овде треба да дојдат во продавницата или пак во друг објект на Црвениот крст? Имаме повеќе места и повеќе начини за донирање на облека. Еден од начините е тука во самата продавница Копче, во текот на работното време од понеделник до петок од 9 до 5 и во сабота од 9 до 2. Нормално кога продавницата е затворена, други начини на донирање се на територија на град Скопје на 9 локации. Имаме контейнери за донации. Тука мора да напоменам дека мора донацијата да биде спакувана во помали кеси, средна големина на кеси, за да може самата донација да биде пуштена во контейнерот за донации, а доколку станува збор за донација која што е во поголем обем, поголема количина или погабаритна, донаторите тоа да го направат во магазинот на Црвен крст во Момин поток. Што се може да донираат и бидејќи напоменавте дека треба да биде соодветно спакувана, дали може да се донира и скината, оштетена облека или пак мора да е по-нова, така да кажем? Па вака, најчесто кога ќе не прашаат што може да се донира, ние велиме се што може да биде употребено од страна на некој друг граѓанин или корисник. Исто така да се тргне, например, од самите себе. Дали тоа парче облека ние би го облекле пак. Да донираме од аспект на да имаме неколку критериуми за донации. Например, доколку сме смениле конфекцијски број, доколку сме добиле нешто на подарок, па не го сакаме или едноставно не се пронаоѓаме во тоа парче облека. Исто така, значи, доколку се донира облека која е оштетена, тие оштетувања да биде само доколку треба некоја минимална корекција. Минимална корекција се подразбира доколку има оштетување на работ, да фали копчи, нешто така. Затоа што сето тоа би придонело за многу помалку труд да треба да вложи самиот тим и облеката побрзо да биде распределена до крајните корисници. Затоа што ние како Копче исто функционираме, работиме и имаме и пункт за бесплатно делење на облека, каде што сите лица кои што се во социјален ризик може да се обратат во општинските организации според местото на живење, се прави соодветна проценка, им се дава ваучер каде што лицата бесплатно ја земаат облеката. А исто така имаме соработка и со многу институции на територија на град Скопје, исто така на територија на Република Македонија, каде што редовно донираме облека. Како што кажав, секоја соодветна и убава донација која што ќе биде. Исто така ние имаме капацитети да ја переме и пегламе облеката, меѓутоа доколку може да биде соодветна, употреблива, чиста, пак ја кажам, тоа ќе го намали времето и трудот што треба да го вложи самиот тим и секој парче облека побрзо ќе си го најде патот до крајниот корисник. Еве, бидејќи напоменавте за вложеноста на вашиот тим, односно дека облеката мора да се испери, да се води хигиена околу самата донација, дали може би оди кон процес на преработка таа облека, односно рециклирање? Секако, се она што ќе биде донирано во Копче, секако на сите други места што спомнавме, се врши, значи, соодветна селекција од страна на тим. Ја селектираат облеката, се што треба да се коригира, се коригира. Исто така имаме волонтер кој што ни помага за поправки, корекции, за шиење.
откако се ќе биде соодветно, значи распределено за сите други одели, за во пунктот за бездомници, за лицата во социјален ризик кои што ја земаат облеката со ваучер, за во самата продавница, организациите со кои што имаме соработка. Секако нашата крајна цел е тоа што не може да биде употребено и тоа што е неупотребливо да биде фрлено, каде што имаме соработка со една компанија на територија на град Скопје која што се наоѓа. Ние секој, да кажам, отпад, она што е неупотребливо, текстилниот отпад го депонираме таму, кој што потоа соодветно они ја користат дел од она што може да се употреби за полнежи, за изработка на некои нивни производи и за ја преработуваат во алтернативно гориво. Што мислам дека пак внимаваме и гледаме, значи, сите можни начини да придонесеме и за заштита на самата животна средина. Пред самиот крај, ето, ја објаснив на самата продавница. Од кога до кога се отворени вратите на оваа продавница и може уште еднаш да дадеме некоја идеја на гледачите што се може да купат и со тој начин да придонесат за сите оние на кои што има најмногу потребна помош. Секако, сите граѓани кои што донираат и кои што купуваат треба да имат во предвид дека ние работиме во рамките на Црвен крст, дека нели придонесуваме за секое парче облека да си го пронајде својот пат до крајниот корисник, каде што секое парче облека предизвикува и насмевка на лицето кое што ќе прими, кое што ќе земе бесплатно или некое лице кое што ќе дојде и ќе се ја купи облеката, затоа што ние внимаваме и сакаме да го сочуваме достоинството на луѓето, затоа што не секој ќе дојде и ќе побара помош. Има многу луѓе на кои што им е потребна помош, еве да кажеме во вид на донација од облека, меѓутоа нема да побара, а многу поубаво ќе се осеќа самото лице, ќе се чувствува поубаво кога ќе дојде и некој парче облека ќе си купи за 100 денари. Затоа ние одиме со многу ниски цени кои што почнуваат од 100 денари нагоре. Значи внимаваме, значи, на достоинството на самите граѓани и на сите. Од понеделник до петок претпоставувам може. Од понеделник до петок од 9 до 5 и во сабота од 9 до 2. Ви благодарам многу за одвоеното време, навистина ми беше драго што имавме можност да говориме за самата продавница, односно за нејзината мисија. Ви благодарам многу и на вас. Се надевам дека со внимание слушавте со оглед на тоа дека уште еднаш ви даваме идеја како да помогнете на оние кои што им е најпотребно и да донирате со самата купена облека, токму од тука или пак било каков предмет кој што се нуди од продавницата Копче во рамки на Црвениот крст.